Сега би му дал збор на главниот и одговорниот за овој настан, директорот на спортскиот центар Борис Трајковски, господинот Радко Капушевски, да се обрати со некој збор. Благодарам, Дејан. Почитувани представници на средствата за јавно информирање, почитувани спортски работници, спортисти, оваа година ни представува особено чест и задоволство да бидеме за прв пат организатори на овој традиционален настан кој е од идено значење за спортската култура во Македонија и за македонската кошарка. Иако по трет пат се одржува во арената Борис Трајковски македонскиот клуб, за прв пат ние имаме таа привилегија да бидеме организатори. Ја цениме поканата која што ни ја додели Македонската кошаркарска федерација на Република Македонија. Ќе дадеме свој максимум да ги покренеме сите нормативи и стандарди за организација на еден ваков традиционален спортски настан, бидејќи самите вие како спортски работници сведоци сте дека повеќе од половина декада спортот се движи во нагорна линија и има позитивни вибрации како на домашно, како во домашните првенства, така и на меѓународен план, како во кошарката, така и во другите спортови. Така што за престојниот клуб би ви посакал да победи најдобриот, а ние ќе го дадеме својот максимален придонес да промовираме перформанс кој досега не бил виден на настаните од ваков тип и да ги искористиме сите наши ресурси и капацитети за и вие да се почувствувате дека спортскиот центар Борис Трајковски како и секогаш е тука да ги задоволи потребите први на вас спортистите, а потоа и на публиката, се со цел да мобилизираме што повеќе граѓани да дојдат да ги гледаат на преварите и да бидеме промотори на спортска култура без насилство во спортот и на едно навивање во добар дух и позитивна атмосфера. Доколку има прашање, слободно би сакал да одговорам на вашите. Како ме колегира Дејан, значи, како што го најавивме, купот почнува на 28, ќе трае до 31, на 28, 29 и на 30 на преварите ќе бидат во 18 часот и во 20 часот и 45 минути секој ден. Влезниците ќе бидат по цена од 120 денари и покрај придонесот кон организација на овој голем спортски традиционален настан во Република Македонија, сакам да потенцирам и да информирам јавноста дека 20 денари од билетот ќе одат и ќе бидат наменети за Домот за деца без родители 11 октомври, каде што би сакал оваа прилика да искористам да поканам вас спортистите доколку успееме да собереме поголем износ на средства, да се обнови нешто во самиот дом, бидејќи веќе имаме едно позитивно искуство каде што со музичките звезди во Македонија успеавме да реализираме еден хуманитарен концерт, каде што успеавме преку јавни донирања да собереме средства и успеавме да го реконструираме, односно модернизираме изгледот на Домот 11 октомври, што беше еден голем придонес за овие деца. Така што сметам дека овој настан е идеален да се искористи за граѓаните да го дадат својот допринос, да уште еднаш да докажеме и покажеме дека покрај спортот можеме да бидеме и хумани. Финалето ќе се одигра во недела во 19 часот, а цената за влезницата ќе биде 150 денари. Исто така и од оваа влезница 20 денари ќе одат за обнова на Домот за деца без родители 11 октомври. Би сакал да ги промовирам продажните места. Продажни места ќе бидат сите овластени продажни места на МК Тикет, односно 26 продажни места низ цела Македонија, како и сите продажни салони на УАН, кој е официјален партнер на Македонската кошаркарска федерација. Впрочем, би сакал и да се заблагодарам до нашите партнери, односно спонзори, кои успеа да ни овозможат дел од своите ресурси, како и средства за организација на овој голем настан. Тоа е Neuromédica и маркетите Tinex. Да се имав јас да најавам, доколку има некои прашања од ваша страна, да одговорам. Ако не, да ја вадиме првата жребка.
Ора ќе го искористам присуството на Радко, ќе ни треба уште малку за техничкиот дел, само да најавам. Значи, она што е познато, се 8 учесници, во првата привилегирана група се екипите на МЗТ Скопје аеродром, Кожув, Лирија и Пени Индустри, во втората се Вардар, Струмица, Работнички и Куманово. Младинското финале познато е дека во прва игра на финалето ќе го играат екипите на Струмица и Вардар. И сакал само да најавам пред сите дека согласно пропозициите, екипата на Куманово, кој што е наш представник во Балканската лига, игра меѓународни надпреварувања. 48 часа пред почетокот на купот има меѓународен надпревар и заради тоа ќе добие привилегирана, условно кажано, позиција да својот надпревар го игра во петок, а со тоа и двата четвртфинални, односно победниците на двата четвртфинални дуели ќе играат во оној дел од остров каде што ќе се наоѓа Куманово, ќе играат во петок и второто полуфинале во сабот. А сега да преминеме кон жребањето. Радко, појави извлечи го носителот на првата двојка. Лирија. Го поканувам представникот на Лирија да го извлече својот противник во четвртфинале. Куманово. Тоа значи дека автоматски оваа двојка оди во петок, втор надпревар во петок, а сега да извлечеме и втората двојка, односно оние што во 18 часот игра до петок. Јас се седнав, ама ќе ми треба да седнаш. Кожув. Го поканувам представникот на СС Кожув да го извлече својот противник во четвртфинале. Какав Вардар? Значи, тоа имаме комплетирано првиот дел од костерот. Појде Радко, да видиме. МЗТ. Представникот на МЗТ да ќе одбере противник за четвртфинале. Струица! Добро, дайте му кисло. Ова што останува не е формалност. Пени Индустри. Да го задржиме редот. Ајде, представникот на Пени нека дојде да
Работнички. Во име на Федерацијата и на организаторот Спортски центар Борис Трајковски, ние овде го завршуваме нашиот дел, посакуваме многу среќа, спортска борба, да победи најдобриот и најсреќниот и да бидеме сите задоволни од еден успешно организиран спортски настан. Имаш нешто да добавиш? Јас сакам да ви се благодарам за денешното